Секако дека ова беше една од поемотивните вечери во која што мислам дека сите присутни во салата не останаа имуни на емоциите кои што не совлада како резултат на сето оно што го сторија луѓето кои учествуваа во изработката на приказната наречена Вистина или лудост, или поточно кажано аудиокнигата која беше изработена за да им биде во служба на слепите лица и е поставена на веб страницата на Националниот сојуз на слепи лица. Сакам во оваа прилика да искористам да се заблагодарам на сите оние кои што учествуваа во изработката на аудиокнигата, а тоа се Цветанка Велјковска, актерка која што го позајми својот глас и се јавува како нараторка на аудиокнигата, Јован Цветковиќ кој во своето домашно студио возможи да се снима целиот материјал за аудиокнигата, Зоран Тасевски и Драган Трајковски кои учествуваа во компјутерската обработка на целиот материјал и секако Националниот сојуз на слепи лица на Македонија кој што овозможи самата аудиокнига да се постави на веб страницата и со тоа да им биде од полза на сите слепи лица. Ова дело произлезе како еден вид ветување кое што го дадов на слепа девојка, која ја запознав пред отприлика 4 години, која многу сака да чита и ми рече дали ќе напишеш книга за мене. Почнав да истражувам што можам да сторам и како да се доближам. Истражував за Браево писмо, ми кажа дека тој процес е навистина скап и веќе на некој начин и не се користи толку во нашата држава. Во комуникација со луѓе кои што се припадници на Сдруженија на слепи лица, дознав дека имам можност да направам аудиокнига и дека содржината може да се постави на платформи кои што ги користат слепите лица и секако дека може да се постави и на стикчиња кои што понатаму исто слепите лица во домашни услови можат да ги користат. Овој проект траеше некаде од прилика интензивни 6 месеци, но меѓутоа морам да кажам дека на крајот се заврши за непол месец. Значи влегоа нараторката и Јован во студио, едноставно ги исчита текстовите, ги прилагодија, направија една првична драфт верзија, понатаму тоа одеше на компјутерска обработка и за многу кратко време целиот процес кој што претходно беше планиран со години заврши. Намерно ја направив промоцијата само на аудиокнигата, иако можеше да се стави печатена верзија, но со тоа мислам дека самата аудиокнига ќе паднеше во сенка и немаше да бидат удостоени овие лица на тој начин како што треба да бидат удостоени. Промоцијава се поврзува со вчерашниот ден, 15 октомври, кој е всушност ден на слепите лица или познат во светот како ден на белиот стап, кој за прв пат почнал да се празнува во 1964 година и има за цел да стави акцент во општеството дека и слепите лица се дел од ова општество, дека нив им е потребна грижа, дека е потребно во општеството да се создадат услови со кои што тие ќе можат нормално да функционират. И всушност ние видовме на вечерашнава промоција дека и слепите лица имаат многу што да покажат, да понудат во општеството, но меѓутоа се чувствуваат ограничени затоа што самото општество не создава услови во кои што тие нормално можат да функционираат. Значи, книгата печатеното издание ќе биде готово во текот на оваа недела, со тоа што во наредната недела ќе биде пуштено во продажба. Дополнително ќе споделиме информации со сите заинтересирани и веќе кажав дека самата продажба, дел од средствата ќе бидат наменети за слепите лица.